Изјата патека што денес станува современ пат. Пејсажот се менува од питоми води и треви до белиот камен во кој сонуваат птиците и сите тие се сведок на времињата, времиња кој никогаш не ги напуштил, никогаш не ги пресуши нашиот вруток непокор. Како бел цвет со широко отворени ливчиња среде растреперена ливада, во подножието на планината се открива манастирот Прохор Пчински. Осамен во свечениот зелен мир во пазувите на бунтовниот козјак. Тој намерно скриен тука за да ги преживее вековите и да стигне до наши дни. Тука, до него, шумната пчиња ромори и неуморно ги прераскажува годините на обстојување, битисување и себе докажување. И во своето течение, како да ги носи сите минати времиња и невремиња, сите патила, зашто се тече, се менува и се што било поминало, а сонцето како нејзина круна и символ на иднината. Влегуваме во манастирот Прохор Пчински со едно радосно и гордо чувство, како што во него пред 30 години од сите страни на Македонија доаѓаа градителите на една држава, чија историја е црвено напишана и во чии темели се положени животите на нејзините најдобри синови. Во свечената тишина се чувствува здивот и шепотот на шумата и на водите на пчиња. Додека се качуваме по скалите и преку чардаците, патот не води во салата во која на 2 август 1944 година се одржа првото заседание на АСНОМ, најголемото собитие во историјата на македонскиот народ и израз на неговите вековни желби и стремежи. Салата која некогаш била наменета за манастирските гозби, тиха и мирна, го оживува 2 август од 1944 кога во неа 116 пратеници од цела Македонија заседаваа и донесоа повеќе одлуки. Оттука светот чу за самобитноста и постоењето на македонскиот народ во збратименото семејство на народите и народностите на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Втори август 1944 година. Од сите страни, од се уште неослободената земја, колони од луѓе, како непресушени реки се сливаат во манастирот Прохор Пчински. Дворот, чардаците, салата, преполни народни борци, радост неизмерна пред историскиот чин. Во пространата сала на манастирот, која е веќе украсена со југословенски и македонски знамиња и слики на Тито, Гоце Делчев, Рузвелт и Черчил, се истакнати пароли да живее слободна Македонија во нова демократска федеративна Југославија, да живее антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија, да живее врховниот командант Тито, да живее Комунистичката партија на Македонија, раководител на народно-ослободителната борба и други. Уште од рано изутрината во салата има многу народни пратеници и народ од околните места. Во 17 часот салата е веќе преполнета и голем дел од народот стои надвор на манастирските чардаци. Сите се возбудени, на лицата се оцртува радост и ги озарува светлина, очекувајќи со нетрпение секој час да почне големиот историски чин. По делегатот на Врховниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија, другарот Светозар Вукмановиќ Темпо, делегатот на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Србија Живој Николиќ Брка, американската и англиската мисија, во салата влегуваат народните пратеници, поздравени од почесната чета на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија. Иницијативниот одбор за свикувањето на првото заседание на АСНОМ, бурно поздравен, си го зазема своето место на бината. Еден миг, една вечност, тишина. Потоа громко одекнува химната "Изгреј, зора на слободата".
Најстариот член на иницијативниот одбор Панко Брашнаров со тих и треперлив глас го отвора заседанието. Овој момент, во ова историско место е Прохор Пчински и овој историски ден Илинден, кога го отворам првото антифашистичко собрание на Македонија, зборот ми е препон со радост. Пред премрежените очи гледам како се раздвижеле сите реки од Пчиње и Вардар до Места и Бистрица, за да го објават на целиот македонски народ радосното големото собитие. Потоа од името на врховниот командант на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија маршалот Тито, заседанието го поздравува Светозар Вукмановиќ Темпо. По поздравните говори, председателот Панко Брашнаров објавува дека се минува на втората точка од дневниот ред. Со изборот на работното председателство за првото заседание на АСНОМ, верификационата комисија која ги провери полномоштвата на новите пратеници и го утврди бројот на присутните, свечениот дел на АСНОМ заврши. По вечерата салата е одново полна со пратеници и народ. Започнува работниот дел на заседанието. Се читаат реферати за историскиот развиток на борбата на нашиот народ против окупаторот и неговите слуги и домашни издајници, се говори за суштината, организацијата и задачите на Народно-ослободителната власт во Македонија. Во дискусијата учествуваат сите делегати. Одушевено говорат за братството и единството со сите југословенски народи и народности, изразувајќи ја својата најголема и единствена желба Македонија да живее во Југославија како слободна федерална единица. Зборот Народно-ослободителна борба би бил само фраза, па дури и измама, кога тој, освен општо југословенска смисла, не би имал и национална смисла за секој народ и народност посебно. Тоест, кога тој, освен ослободувањето на Југославија, не би значел во исто време и ослободување на хрватите, србите, македонците, словенците, албанците и така натаму. Кога Народно-ослободителната борба не би имала таа содржина на вистина да им донесува слобода, рамноправност и братство на сите народи и народности на Југославија. Во тоа е суштината на Народно-ослободителната борба. Тито. Заседанието заврши на 3 август изутрината и меѓу другите одлуки ги донесе следниве. Решение за конституирање на АСНОМ во врховно законодавно извршно тело на Македонија како рамноправна федерална единица во Демократска федеративна Југославија. Решение за признавање и одобрување акциите и задолженијата на главниот штаб и иницијативниот одбор. Решение за воведување на македонскиот јазик за официјален јазик во Македонија, како и редица други решенија. Првото заседание на АСНОМ објави и декларација во која меѓу другото се истакнува: од нашите борби и пролеаната крв на најдобрите македонски синови произлегува денеска првото народно собрание. Тоа е символ на вистинската слобода на македонскиот народ во првата слободна македонска држава. Вековниот идеал на македонскиот народ се постигна. Нашата земја се уште не беше целосно ослободена. Со уште посилен полет, ентузијазам и верба во успешното исполнување на задачите на народните пратеници од Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија тргнаа пак во своите единици, ги избијат цврсто борбените редови во борбата против фашистичките окупатори. При тоа создавајќи нови народно-ослободителни одбори тамо каде што тие се уште не беа формирани. Така за време на првото заседание имаше околу 500 народно-ослободителни одбори, а на 28 декември 1944 година, кога се одржува второто заседание, функционираат преку 1000 народно-ослободителни одбори. По многу векови на својата тешка историја, од тој ден македонскиот народ го празнува својот Илинден, слободен и рамноправен во збратимената заедница на народите и народностите на Социјалистичка федеративна република Југославија. Слободата е извојувана во тешката борба против заедничкиот непријател со останатите народи и народности на Југославија. Тука излезе и првиот младински весник, првиот весник на македонски јазик. Тука се напластени сите времиња во свечена и величествена тишина на манастирот Колевка на историска рожба. Во секој камен, на секоја педа земја има од радоста за републиката, гордоста за херојството и наштвото, болката за изгорот и замреењето, убиствата, масакрите. Со првото заседание на АСНОМ
се одбележува почетокот на постоењето на Социјалистичка република Македонија како слободна држава во федерација со југословенските народи и народности. Тука во Прохор Пчински ја манифестиравме пред светот својата национална гордост во збратимената југословенска држава. Утре овде ќе се соберат многу млади луѓе за уште еднаш да го празнуваат празникот на своите дедовци и татковци, својот празник, денот, празник во кој се вгради илјадници животи и кој отвори нова страница на слободниот и сестран развиток на Социјалистичка република Македонија, на незините успеси и постигања, што 30 години се остваруваат во Социјалистичка федеративна република Југославија. Утре на свечен собир, а вечерва генерациите, оние што ја донесоа слободата, сите ние што живееме во неа самоуправно кон поубава иднина, генерациите преживеани делегати на Асном и младоста, се во универзалната сала во Скопје, каде што помалку ќе започне свечениот собир посветен на првото заседание на Асном.